Често го нарекуваат алфа и омега во македонскиот спорт, човекот кој по толку години издржа и опстана. Дисциплиниран, почитуван и сето она што го прави од срце, со многу труд и секако со огромна дисциплина и почит пред се. Човекот кој што донесе многу медали на нашата земја, човекот кој што направи федерација, човекот кој што успеа од младите да направи здрави личности и човекот кој во најмала рака успеа на Македонија да донесе значајни резултати. Со нас го имаме Дејан Митровски Урко, добро познат на македонската јавност, и со него ќе поразговараме на неколку прашања поврзани за кикбоксот, малку приватно, малку професионално и љубовта кон сето она што го работи. Јавността знае како еден од најстакнатите имиња во македонскиот спорт и кикбоксот, но како започна се? Кој беше моментот кога реши дека боречките спортови ќе бидат твој животен повик? Па вака, ја имам започнато далечната 92 во автокоманда. Тогашка мојот бивш тренерот мој кој веќе е починат. Тогашка го донесе кикбоксот заедно со Славе Пачевски. И од тогаш навака почнавме прво рекреативно, па надпреварувачки и полека запливавме во водите на кикбокс. Ти си дипломиран професор по физичка култура, колку допринесе и тоа знаење во делот на оно што сега го работиш? Па вака, факултетот за физичка култура, како на мене, ко председател на федерација, ко тренер, порано ко спортиста, многу помага, многу ти дава знаење, едукација, како полесно и по-професионално да ги совладаш пречките на тренингот, за да подигнеш својата борбена готовност за боречките спортови, за рекреативните спортови, да изградиш тело, форма, у колективните спортови, да направиш резултат колективен. Цело тоа факултетот за физичка култура многу има улога. Дали се сеќаваш на твојот прв голем надпревар, кога освои награда и како се чувствуваше тогаш? Тоа мислам дека порано прва борба не била у Кале. 93-та, 2-та, 3-та, 4-та тогашка отприлика некаде. И да ви кажеме на случка што се случува уврска со таа борба, да. Влагаме ние во салата и гледаме пуна сала со луѓе, кам леле дошли на нас да не гледат, ние трема прва борба на сите, не само на мене, на повеќе од надпреварувачите наши, се бориме, публиката навива нормално, скандира гласно и завршуваме ние и гледаме публиката не си оди. И почнаа да ги тргат јажињата од ринговите, ставија огради некои кафези, тоа да било борба за кучиња. Ние бевме тогашка пред борби на борбите за кучиња. И кога се борја кучињата, такво навивање, таква буча у салата свори публиката, се викам ние сме пред борба, викам ние не се биле главните ликови на овој настан, тоа ми е едно што го памтам од кикбоксот. Упечатоците уште кога заживуваше кикбокс. Твојата биографија е доста богата со настапи, од балкански шампионати до светски и европски првенства. Кој надпревар ти оставил најголем и најсилен впечаток? Па секој надпревар, секоја борба ти остава впечаток. Сите тие впечатоци од сите борби те прават покомплетен борец. Последна борба ми била во Италија на европско првенство каде освои бронза или сребро, не ми текнува, не се сеќавам. И тоа. Во 1997 година освои сребро на балканскиот шампионат, потоа бронза во Будва, па медали во Јасоло и Анталија. Што те мотивираше да продолжиш по толку години напорни подготовки? Па вака, боречките спортови се посебен предизвик, кој никогаш не е доста да се бориш. Тоа е една спортска борба меѓу земји и тоа така треба да се третира и така го третираме ние спортистите. Пошто кога идеме ние на некое меѓународно првенство, било од кој карактер, балканско, европско, светско, ние се бориме за да дигнеме наше знаме на јарболот и да свири наша химна, на која химна цела сала стои мирно. И тоа е една победа на спортистот, на преварувачот, на спортот, тој што е и на таа земја која го освоила златото, пошто само на златото свири химната и се дига знамето. И тоа е еден голем престиж и предизвик на секој спортиста да допринесе да му се свири химната на својата земја. По твое селекторство Македонија донеси златен медал преку Боби Илиевски на светското првенство во Португалија. Колку тешко да се создаде шампион во македонски услови? Па да ви кажам, порано многу било тешко, што не значи дека сега е лесно, ама ние имаме повеќе светски шампиони во кикбоксот, имаме стипендисти,
пензија веќе што почнале да ги зимат нели од европски, од светски првенства, и кикбоксот од порано како што бил и сега е многу неразличен, него многу напреднат. Многу големи резултати имаме. Порано додуше и немаше многу првенства. Ние трениравме по 6 месеци за да имаме едно првенство надвор меѓународно. Сега веќе можеме да кажеме дека годишниот календар на Светската федерација е исполнет, што секој викенд имаме некој настани. И ние, учеството наше на тие настани зависи од од финансиска поддршка, колку имаме ние средства за да учествуваме. Ние ги селектираме сите тие првенства и ги одбираме најважните за нас. Тие се светските, европските првенства, балканските првенства, светските и европските купови, кои се на висок ранг, исто како светско и европско првенство, само што не се вреднува толку. И надоле после идеме на тие пониските првенства, каде што не ги третираме, не одиме. Некојаш ни се потребни за тренинг на борби, како би се усовршиле нашите борци, за да земат учество на и резултати на вие официјалните првенства големи шанси. Ти си председател на Кикбокс Мај Тај Федерацијата на Македонија веќе неколку мандати, и тоа е нешто кое што кажува многу за тебе. Меѓутоа во 2022 и на Вако Балкан. Колку е тешко да се менаџира спортот во држава со поограничени ресурси? Многу е тешко, пошто си оставен сам на себе. Надпреварувачите не можеш да очекуваш помош од надпреварувачите. Надпреварувачите се спортисти кои треба да тренират и да направат резултати. Често, у последно време, одиме со само финансирање, самите си ги плаќаме трошковите, нека ти надпреварувачите сами, што ја да гледам после тоа, од кога ќе се вратиме, да обезбедам средства да тие пари бидат рефундирани. Што од државата, од Министерството за спорт, што од спонзори, за да не биде на товар на надпреварувачите. За жал оваа година, немаме ние средства од Министерството за спорт, нула. И се сноѓаме сами од свој буџет. Некад помагат, Олимпискиот комитет ни помогна на последното европско првенство да одиме во Италија, смеште од хотелите ни ги плати, превозот си го плативме сами, донесовме 2 бронзи. Сега утекние и ова да кажам светско првенство каде у Абу Даби, каде таму авионската карта е скапа и смештата таму е скап. И сега бркаме, правиме напори да обезбедиме средства од приватни ресурси за да учествуваме на тоа првенство. Оно што е интересно за тебе, покрај останативе нешто што ги набројавте, е тоа што си избран за еден од најуспешните терени селектори на годината, а ја доби наградата 13 ноември, на најголемите македонски признанија. Колку значи тоа признание за тебе лично? Секој признание дадено од нашата земја многу значи и за мене како председател, и како селектор, и за надпреварувачот како надпреварувач, пошто ние ова го правиме покрај тоа што за нас, за наш престиж, правиме ова за нашата земја. Нашата земја сме едини ние спортистите што ја промовираме и што ја гледат у некое друго светло, друго издање. Сите мислат мала земја со низок стандард, со не знам си какви лоши луѓе за Балканот така не третират. Ние со спортот покажуваме дека ние сме равноправни, дури подобри од сите тие големи земји. Како на пример еве Турција доаѓа на некое светско првенство со 200 надпреварувачи. Од 200 надпреварувачи они земат 100 медали. Или пак 50 медали, 60, 100. Значи, бројка голема. Значи, они доаѓаат окаа бројка, зимат 60, 100 медали, ние одиме нека 5 души, а носиме 4 медали. А често, и колку души одиме, толку медали не одиме. Ради тоа што мални ни се ресурсите и мал буџет имаме, гледаме точно тие добитните што ни се, ги проценуваме, имаме искуство, имаме познавање на останатите борци, нивната спремноста на нашите борци и со колку можеме да одговориме и ние одиме со минимум, а носиме максимум медали. И од порано уште кога беа почетоците на кикбоксот, секогаш сме иделе мала репрезентација, сме носиле многу медали. Денес кикбоксот е меѓу најпопуларните спорти во Македонија за среќа. Зошто мислите дека луѓето се повеќе се ги привлекува во овој спорт? Што има толку магично во овој спорт? Во овој спорт уште порано кога давав интервјуа стално зборував дека ова е помодарски спорт, модерен спорт, модерна на денешницата, ради тоа што сите филмови има застапеност некоја боречка вештина. И претежно кикбокс, мај тај, тие се две комплетни боречки вештини. Не зборам за да ги подценувам ни борење, ни џудо, ни теквондо, ни боксот. Седа, ама една комплетна боречка вештина е мај тај и кикбоксот.
и младината увек иде на нешто најако, најдобро, највредно, значи сите имаат престиж за нешто најако, најдобро и тоа е една причина. Друга причина, кај нас во кикбоксот сме многу солидарни едни меѓу други, сите сме како една голема фамилија, си помагаме меѓу себе, секога си помагаме, значи социјални се сите наши членови, дружелюбиви, имаат друштво, контактираат и приватно покрај на тренинзите, така да тоа ги плени. Исто така интересен е фактот што има многу жени кои се пријавуваат да вежбаат, односно да ги вежбаш да им бидеш тренер. и тоа навистина импонира и жените да се занимаваат со спорт кој што некои можеби ќе го наречат машки спорт, меѓутоа веројатно и не е така. Нема, нели сме равноправни, мажите и жените у свет, така да и у спортот сме равноправни. Имаме резултати, имаме титули жените што не има донесено на нас за нашата земја и се повеќе тренираат жени овакви боречки спортови, идат на машки спортови, хардкор сакат, што е за жал што повеќе мажите ни одат некако у некои си помеки, понежни спортови, као да се менја улогата на мажите и жените општо на Балкана, не само кај нас. И многу се поисполнителни, покне, повеќе имаат волја и желба за победа и најчесто девојките прават спаринг секоја со машките и они ради тоа и напредуваат. Жени меѓу себе кога прават спаринг не е тоа. Повеќе се штедат и најчесто можете да се замерат, ама кога прават со машки и добиват и кјотек и техника учат и се усовршуваат и затоа имаме резултати кај жените. Дејан, кажи ми вака приватно, како ти поминува еден работен, професионален ден, а како ден кога ништо не правиш, сакаш да настану се одмориш? Абе нема ништо што не правиш, секој ден нешто правиш, излага. Ако не, некој твое гале, некој туѓе гале и секој ден и оди едно исто, малтене. Сабале станувам рано, порано, станувам 5-6, правам тренинг, идам на работа, до 4 сат сум на државни обврски, после тамо сум у сала и у сала сум до 10-11. Од познатите те видовме дека тренираш Тара Симов. Колку Тара е добра во тоа што го работи, колку знае добро да возврати на ударите и дали можеби некогаш би била испратена на некој надпревар? Тара зашто да не проба у надпреварувачки води. Дојде, почнавме да работиме приватни тренинзи со кикбоксот и кај неа што приметив има лавоско срце, тоа што ќе науми, тоа ќе го направи. Дојде овдека рекреативно да работи, претпоставувам и верувам дека ќе остане и ќе проба и надпреварувачки води. Значи, може да ја пратиме на надпревар за кратко време? Секако, за надпревар и она секогаш е жртва за другите. Вака барем еднаш да биде жртва за себе у ринг кога ќе се деси, нема кој оној противникот е и ќе биде жртва за себе. Која е твојата најдобра диета или најдобар совет за исхрана кој би го дал? Па види, не е тајна што се јаде, не е некоја наука. Обично денеска има милион самоименувани персонални тренери, интернет тренери, читат на интернет, пренесуваат. Токму затоа те прашам. Значи секој нешто топла вода измислува, све е измислено. Се знае човечки организам кој е у тренинг и кој не е у тренинг. Колку треба јаглики да внесе у денот за да ги истроши, колку ако внесе ќе му останат у себе. Нема никако посебна психологија. Јас сум цел живот со таков режим и тоа ми е нормално. Мене ми е ненормално да јадам нешто сарма, зелки, некои такви. Тоа ми е страно, сите страно јело. Едино сум месар голем, месо сакам, со месо нели ориз, сите спортисти ориз, сурова енергија е оризот. Некои им кратат оризот, не бил здрав, чисто 300 моабити гледам на интернет, читам, не навлагам, ме нервира таква тема. Така да, тоа е тоа, нема некоја посебна психологија околу храната. Го гледаме твоето тело и ум и викаме урко, вау. Меѓутоа, дали ти некојаш се нашол во стресни ситуации, во стресни состојби, како си ги избегнал тие? Сите имаме стресни ситуации и секој ден ни е стрес. Почнувајќи од дома излагање, од собраќај, од семафори, од на работа, од спорт, од све општо. И тренингот ти помага многу да ги надминеш тие стресни моменти, да бидеш смирен, нели да наоѓаш решение, не да се враќаш назад, зашто било ова, ако било вака, не би било ова, ако било вака, не би било ова, него идеш напред, гледаш, значи да го решиш проблемот и гледаш напред идеш. И за крај, што би му порачал на младиот Дејан Митровски, ако денес се навратиш 25 години назад? Истото па ќе го кажам, све што сум поменал, исто би поменал. Уврска со спорт, уврска со работа, уврска со помагање, со дружење со луѓе и тоа. Благодарам многу. Благодарам нас. Колку време тренираш кикбокс и што значи тој спорт, односно овој спорт за тебе?
Ја тренирам 5 години кикбокс. Овој спорт е, може да се каже дека е мојот живот, пошто целосно сум посветен на тренинзите. Како ти изгради како личност кикбоксот? Претпоставувам дека помага и во менталната и во физичката сила. Да, секако, и двете се битни ствари. Многу битна работа е тренингот, посебно ваквиот спорт, со боречките вештини за израз на едниот човек, ти помага и физички и психички да се изградиш. Дали бара многу откажување од други нешта за да се посветиш целосно на овој спорт? Ако се сака, све се може да се направи. Дека има некогаш кој што мора да одбереш, дали ќе биде искачање или тренинзи, ама правилниот спортист секогаш ќе го одбере тренингот. Дали некогаш си имал можност да употребиш сила, не сакајќи или сакајќи, односно во сесто сила за да се одбраниш себе си? Ние спортистите сите мислат дека кога вежбаме ние боречка вештина, дека ќе се чаталиме, дека ќе идеме да правиме, да се расправаме низ град. Не, пососема спротивното е имало да се случи, но ние пробуваме да ја ескалираме секоја ситуација да не дојде до тоа. Колку е битно денес за жените да тренираат кикбокс? Се смета за машка категорија, меѓутоа сепак и жените се одлучуваат за овој тип на категорија. Па со оглед на тоа, бидејќи има повеќе предрасуди, сметам дека секоја девојче треба да знае барем по некоја боречка вештина, и така како што кикбоксот, во случајов сум јас, пред се за поголема самодоверба, за подобар изглед. Бидејќи живееме во општество каде што не знаеме да не најде и сепак нели за подобра, поголема самодоверба. И сметам дека секоја девојче треба макар по некоја вештина да знае и да поред некоја си неодредена ситуација. Колку тебе ти помогна кикбоксот да се изградиш во личност во какво што се денес? Па, многу, бидејќи целата негативна енергија истрошувам на тренинг. Јас сум принцип многу мирно девојче, многу смирена. Значи се истрошувам на тренинзите и сметам дека не треба да се наоѓам во некоја си лоша ситуација. Да правам предсметки нормално. А еве за крај, дали си се нашла некогаш во таква ситуација каде што навистина мораш да ги употребиш тие вештини за да се одбраниш? Не сум се нашла и се надам дека нема. Ти помогна кикбоксот да се изградиш и физички и ментално како личност во она што се денес? Кикбоксот ми помогна многу при градење мојот карактер пред се, бидејќи имам многу тешки и напорни тренинзи. Со самото тоа стегнав многу дисциплина и одлучив да не се откажувам кога ќе дојде тешкото. Која е твојата рутина? Како се тренира? Уствари како се почнува на почетокот па си до крајот еве на еден одреден тренинг? Па почетоците како и секаде се многу тешки. Не смееме да се откажуваме бидејќи има и многу повреди низ спортов. Но ако си има желба и ако имаме упорност, мислам дека може да се дојде до било кој ниво. Дали некогаш си ги употребил твоите спортски кикбокс вештини доколку било потребно во одреден момент, кога било неминовно нели да ја употребиш твојата сила за да спречиш некој друг да те нападне? Не, сега фалам на Господ, тако нешто ми се нема десено и се надам дека нема да се деси. Ти благодарам.